Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравје од природата. Добро знаете дека во оваа емисија ви даваме совети за вашето здравје, како на природен начин да си ги олесните симптомите од одредени болести, па и да ги излекувате болестите. Вечерва зборуваме со примариус магистер Илчо Захариев, инаку актуелен градоначалник на општина Штип и поранешен директор на Бирото за лекови на Македонија. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата за втор пат. Добро вечер, да ве поздравам вас во студијето на Канал 8 и секако да ги поздравам сите оние кои вечерва ќе не гледаат во Кочани, Кочанско, потоа Зрнуси, Виница и Виничко, Тишиново, Блешево, значи во тие општини од нашиот источен плански регион. Убеден сум дека ќе бидеме интересни за гледачите. Верувам дека ќе пројават интерес затоа што ќе зборуваме за многу важна тема. Како да имаат добро здравје и да живеат долго без болести. Ќе проговориме за повеќе болести и тоа како на природен начин или да ги излекуваме, како што кажав, или да ги олесниме симптомите. Вие го споменавте источниот регион. Јас сакам да кажам дека не само Македонија, посебно источниот регион изобилува со лековите билки и чаеви кои може да си ги подготват граѓаните. Па еве за почеток, како вие ја оценувате современата терапија и традиционалната медицина? Може ли да направиме една паралела и дали една со друга се надополнуваат? Значи, веднаш да кажам дека нашиот народ обстојува новие простори, значи векови наназад. Знаете, современата медицина својот прогрес го направи некаде во 30-тите години на минатиот век и од тога се открија многу лекови кои денеска ги имаме како современи аптекарски форми. Дотогаш нашиот народ се лекувал со природни лекови кои биле достапни, се наоѓале во неговата блиска околина, а тоа се лековитите билки и растенија. И таа вековна традиција од античкиот период, па се до денеска се пренесувала од колено на колено. Билките биле издиференцирани, се знаело која за што е, за која болест, се знаеле кои се отровни билки. Значи, огромно искуство има нашиот народ. И морам да кажам дека не може да има современа медицина без традиционална медицина. Всушност, традиционалната медицина треба да биде гордост на една нација. Колку повеќе и посилна има традиционална медицина, тоа значи дека имало голема здравствена култура на одредена територија и кај одреден народ. Замислете, да речеме, на Република Кина. Се гордее со својата традиционална медицина. Илјадници лекари од Западна Европа и од Америка одат во Кина да учат традиционална кинеска медицина. И денеска, 30% од лековите кои се наоѓаат во аптеките, тако спакувани во кутии, во строго дефинирани дози се добиваат од лековите растенија. Конкретно, од афионот се добива и морфин, се добива и фолкодин сируп за кашлица и фолкодин капсули за кашлица, се добива, да речеме, кодин фосфат исто така. Да земеме од ржната главница, се добиваат голем број лекови кои се користат во интернишката пракса, во гинекологијата. Ерготилот е природен лек. Голем број лекови за покачен крвен притисок се од лековите растенија. Значи, природата создала болести, но создала и лекови. И затоа реков дека не може да има современа медицина, а таа да не се надградува на традиционалната медицина. Посебно што добро кажавте, дека Македонија е оаза за лековите растенија. Денеска науката потврди дека тие се навистина лековити. Науката докаже и покаже дека нашиот народ во историјата бил во право кој ги користел за лекување од одредени болести. Па всушност, ако не биле тие лековите растенија, во времето кога немало лекари, кога немало аптекари и аптеки, како народот ќе се лекувал? И затоа народот брижно и себично ги чувал овие знања за лековите растенија, дори ги ценил и почитувал и ги негувал, ги садел во своите градини, во своите дворови. А Источна Македонија, како еколошка оаза, дали се тоа Осоговските планини, дали е Голак, дали е Плачковица, дали е Влајна, Овчеполието, Кочанско поле, изобилуваат со многу лековити растенија. Можеме слободно да кажеме дека на една ливада може да најдете десетици лековити растенија. За мене, секоја ливада е аптека. За обичниот непознаваш на лековите растенија, за обичниот граѓанин, тоа е само трева. Но верувајте дека, кога тоа ќе го припремите во добар лек, видите како може да имате корист. И затоа реков дека добра традиционална медицина со современата медицина, незината комплементарност, значи добро здравје кај нацијата. Така. Ние во оваа емисија ќе позборуваме за повеќе болести. Би започнала од грипот затоа што нели сега започнува зимата, граѓаните често знаат да заболат од грипа. Ќе проговориме за тоа дали вие препорачувате вакцината против грип, но прво, кои се природни лекови за заштита од грипот? Значи да кажам дека грипот е сезонско заболување и веќе во месец ноември, дори втората половина на октомври може да се појави грипот. Значи ниските температури многу влијаат прво да падне имунитетот кај населението. Храната е многу битен сегмент да има добар имунитет. Ниските температури даваат уштеден импулс. И верувајте дека и оваа година се појави грипот. Представува сериозно заболување. Ако се правилно третира и лекува, трае 7 дена, поминува без последици.
Често пати компликациите кои ги дава грипот со всадување на секундарна инфекција може да бидат проблематични да појават некое сериозно друго заболување. За мене лично постојат добри природни лекови за лекување на настинки и грип, затоа што сепак грипот е вирус и за него немаме лекови. Значи, единствени лекови се природните лекови и тоа, мислам дека пиењето на чај секој ден од липа, од цветот бозел, со додадено малку, да речеме, мајчина душица, босилок и камилица, представува една одлична комбинација да го подобрите вашиот имунитет, да го побудите телото само да се справи со болеста. И ако се појави грип, да речеме, ќе се појави во поблага форма, сите оние симптоми ќе бидат не така изразени и верувајте дека болеста ќе трае пократко време. Нормално дека грипот се лекува и со симптоматска терапија. Се качи температурата, мора да даете некој лек против покачена температура. Тука доаѓа лекот парацетамол, потоа лекот аспирин. Често пати се појавува сува кашлица. Треба да даете некој антитусик. Видече носот, ќе даете капки за нос. Значи, често пати имате, да речеме, кијање, па давате некој, да речеме, антихистаминик или давате средства за искашлување. Грипот не се лекува со антибиотици и тоа мора да го знаат граѓаните, но ако се појави компликација, каде после грипот, поради падот на имунитетот, често пати напаѓаат бактериите, лекарот ќе одлучи дали ќе даде антибиотик. Сега, имунизацијата е единствената 100% можеме да кажеме заштита против грипот. Но, да истакнем дека ние немаме традиција во имунизацијата против грип. Од моето 10-годишно искуство како директор на Бирото за лекови, забележа дека најголема имунизација имавме некаде околу кај 55.000 граѓани во 2010 година кога се појави свинскиот грип. Инаку обичаено 20 до 30.000 дози вакцини ние на годишно ниво трошиме. За разлика од тоа, да речеме, на Хрватска, Словенија трошат по 500.000 дози. Проблемот кај вакцината против грип е и што грипот не ствара траен имунитет. Значи, тој имунитет трае некаде до година дена и затоа секоја година мора да се имунизирате. Вакцината е безбедна, ние имаме регистрирани вакцини, многу е значено дека давањето на вакцината дава некои слаби симптоми на почетокот на несакани реакции, како течење на носот, нешто симптоми на грип. Да истакнам дека центрите за јавно здравје веќе ја заврши имунизацијата и не ја препорачувам кај сите оние лица кои имаат кревко здравје, кои имаат слаб имунитет, пациенти кои имаат заболување, да речеме, на кардиоваскуларниот систем, односно на срцето и крвните садови, пациенти болни од чекерна болест, пациенти, да речеме, кои имаат некои имунолошки пореметувања. Обавезно на припадниците на армијата, на полицијата, на здравствените работници препорачувам имунизација, на лицата над 65 години, кај децата не препорачувам имунизација, не препорачувам кај бремените жени. Да кажам дека сепак вакцината е со проверен квалитет и регистрирана, не дава траен имунитет, но дава заштита. Може да се случи пациентот да биде имунизиран, а да се појави грип. Но тој нема се појави во тој обем и во таа димензија како кај невакцинирани лица. Има смртност од грипот, но таа не е смртност од самиот грип, туку пред се од инфекциите кои се појавуваат како последица, кои се насадуваат и надоврзуваат на инфекцијата од грип. Сепак, природата е силна и моќна. Значи, бозелот кој цвета тамо од месец мај па се до месец август во високите планински места. Цветот од бозел наберете го во доволни количини. Еден од најдобрите лекови против грип предизвикува потење, ја намалува телесната температура, го подобрува имунитетот. Ако на сето тоа додадете и липа, кој ги има истите ефекти и го подобрува имунитетот, па може да дадете босилок кој ги имате во вашиот двор и во вашата градина. Мајчината душица има на секој чекор, во изобилие. И на крајот камилица од рамничарскиот дел на Кочанско поле, кој ќе наберете, имате комбинација од 5 лековити растенија кои може да користите и секојдневно, не само кога имате заболување и симптоми, туку секојдневно ќе го побудите вашиот имунитет да се справи со болеста и всушност природниот имунитет кој се создава како резултат на добрата и здрава исхрана, богата со зеленчук и овошје, и користењето на овие чаеви ќе ви помогне да го пребродите секој грип. Јас во една прилика реков дека нашиот народ 2600 години наназад се среќава со грипот. Со одредени форми на грип се создал един имунитет кој се пренесува од колено на колено. И затоа нашиот народ е здрав. Инаку, грипот треба да се одлежи како болест. Ако се појави, 7 дена одмарање, лежење, дајте му шанса на телото да ја победи болест. Имунитетот со ваквите билки кои вие ги споменавте. И тие билки ги имаме на секој чекор и може да ги наберете сами. Тие се најевтини лекови. Значи, наберете ги по убаво време кога цветаат, исушете ги под сенка, чувајте ги во хартија на амбалажа, пите секој ден чаеви, не се штетни тие чаеви. Посебно за бозелот морам да нагласам дека тврдењата дека бозелот ствара стерилитет кај машки деца се лажни и е дезинформација. Значи, тоа е само шпекулација. Бозелот цвет е прекрасен чај, природен чај, кој го подобрува имунитетот, ја намалува телесна температура, предизвикува потење, ја подобрува циркулацијата.
pijte ga slobodno i to kako sekundneven napitок. Ne го ограничувате само на женските деца, давайте на може машките комбинација, деца. како што кажете. Така, или комбинирање на овие петлековите растенија. Мислење помеѓу граѓаните дека не треба да се мешаат билките. Не, може се меша Значи, слободно. може слободно. И делуваат синергистички, си наполнуваат своето дејство. Јас да речеме, задолжително пијам чај наутро, кој е комбинација од 5-6 лековити растенија. Но, ако сакате да го доживеете чајот, само моновалентен, како еден чај, да речеме само мајчина душица, а заради вкусот и немешањето на вкусовите, може да го пиете само мајчина душица. Заради вкусот. Да, ако сакате да пиете риген, планински чај, само него може да го пиете. Но кога е во прашање грипот, комбинација на бозел, на липа, на мајчина душица, или бозел, липа, па додаете малку босилок, или бозел, липа и камилица, како 3 лековити растенија, дури бозел, липа и жалфија, само што жалфијата малце има горчив вкус. И сега знаете, кој ќе даете на некој дете горчив вкус, нема да го пие. Но ароматичен е чајот од липа. Дури, има сознание дека во Тирол, тоа е Северна Италија, Јужна Австрија под Алпите, луѓето пијат секој ден чај. Там има највеќе лица над 90 години. Се поврзува со пиењето на чај од липа. Дали го детоксицира телото преку предизвиквањето на потење, зголемената функција значи на бубрегот, зголемена елиминација на отрови од телото, детоксикација, значи подобрена циркулација. Тие што пијат чај живеат долго. На старите лица им препорачувам денеска 1 до 2 чаши чај од липа да се напијат. Не само што ќе имаат добар имунитет и успешно ќе се справат со болестите, тука имаат шанса да го спречат старењето и да живеат подолго. Тоа искуство го покажува тоа како што во Грузија пиењето на нивниот зелен грузиски чај доведува до најголем број на луѓе кои живеат до 100 години. Вие кажавте дека е дозволено мешање на билките, но дали треба да се вари колку минути? Како го препорачувате да се подготвува чај? Сите овие 5 билки што ги спомнав, еви жалфијата, 6 лековите тоа важи растенија. за другите кои ќе изборуваме понатаму во емисија. Различна е припремата на чаеви за сите, но ако се работи за ароматични растенија, тие што имаат мирис, сите тие растенија имаат етерни масла. Ако вие ги вриете, етерното масло ќе ви испари. Тоа испарува на многу ниска температура, ќе се намали лековитоста. И затоа тие се припремаат со попарување. Како инфуз. Значи ја зовриете водата, го тргате тенџерето, ги ставате лековитите билки, ви кисне 15 до 30 минути и потоа го пиете. И се припрема секој пат свеж. Вие не можете наутро да припремете едно тенџере чај и да го пиете цел ден. Има и такви чаеви, да речеме од коприва. Ако вие направите чај за слабокрвност, а тоа ќе дискутираме, вие можете да го пиете цел ден. Наутро да го припремите, да го пиете цел ден, дури 24 часа. Но од камилица, ако направите чај, може да го пиете свеж. По 1 час ако сакате да пиете, повторно ќе направите свеж чај, затоа што испаруваат етерните масла, лековитоста е во тие етерни масла. Ние, ако ги вриеме тие чаеви, тогаш ќе пиеме затоплена и ароматизирана вода. А целта ни е да пиеме чај кој ќе делува, да ги зачуваме пракчо во екстрактот во течноста сите лековите материи од билката, нели? И треба често пати кога сме болни да ги пиеме малку поконцентрирани. И да ги доволно мацерираме, да ги држиме доволно во вода. Значи, ако вие за 1 минута го процедите, не сте направили ништо. Значи, треба 15 минути да стои и се промешување. И стоење 15 минути. Минимум. Тоа е главно, значи. Да, до 30 минути и свежо припремање. И свежа подготовка, така, да. Тука кога сме кај грипот, мора да споменеме и бронхијалната астма и сувата кашлица, затоа што секогаш е проследено со кашлица, а и сега сувата кашлица ќе ја разделиме од грипот затоа што немаат нешто заедничко, туку бронхијалната астма, кои се природни лекови за лекување на астма? Да ви кажам дека бронхијалната астма е голем проблем. Често бараат совети од вас, и многу болни има. Над 200.000 луѓе во државата имаме со хронични белодробни проблеми. И бронхит и бронхијалната астма. Значи, замислете, белите дробови се многу важен орган. Преку белите дробови внесуваме кислород. Без кислород нема живот. И тој кислород од белите дробови оди во крвотокот и се пренесува до секоја клетка. И сега замислете, ако имате вие некој воспаление на белите дробови, тоа е сериозен проблем. Немате добра оксигенација, се појава малаксаност, се трошат залихите на кислород. Едноставно, телото не функционира како што треба. Астматичарите имаат смален витален капацитет. Значи, дишењето тие дишаат, но едноставно немаат доволно внос на кислородот. Често пати тоа е до 50%. А да речеме да ватерполист има витален капацитет неверојатен, бидејќи треба енергија, треба кислород, нели, развиени бели гради. Штип има одлична клима, мора да кажам, и е добар град за живење на астматичари, бидејќи ветерот кој дува во Штип, ретко остава да имаме ние да речеме магла во зимскиот период. Значи, сувиот воздух многу значи и тоа е добро за астматичарите. Но да речеме оние места кои се влажни. Кочанскиот регион поради ризовите полиња има доста влага, зимскиот период има доста и магла, мислам, во тој дел, мада да речеме кога патувам према Делчево и Стибања има некој ветер, таму постојано дува некој ветер, нели? Но се појавува магла во Кочанскиот дел повеќе него во Штипскиот дел. Бронхијалната астма мора да се лекува од најмали години
Има многу лекови. Има лекови антиастматици во изобилие. Да речеме, дериватите на теофилин, кој се добива од кафето и од индискиот чај теофилинот се добива. Да речеме аминофилин, има комбинација астмофилин, порастман, имате да речеме бета-2 стимулатори, вентолини, прадол и така натаму, значи тоа се препарати кои постојат, па кортикостероиди. Тие се во ред. И тие лекови се даваат при тешки форми на астма. Ако е полесна форма, имате многу добри природни лекови. Да. Најдобар е подбел. Подбелот е растение кој во кочевскиот крај, во мршевијата, на сите косини од патот, песокливи места, дори оному каде е фрлен песок, го има толку многу. Тоа е растение кое е прво цвета, уште во месец февруари, кога снегот се уште го има. Ке идете на Осоговските планини, према Пониква, и ке видите од страната со жолти цветови. Излезено цветено растение. Тоа е подбел. Цветовите од подбел и листовите од подбел. А латинското име му е Tussilago farvara. Се класични лекови. Од римско време до денес. Од Гален, кој бил првиот аптекар, до денес кој се користи против бронхијална астма. Препорака е на сите пациенти кои имаат бронхијална астма да наберат доволно подбел, лист и цвет. До 2 години може да им трае. И секој ден да пијат 1 до 2 чаши. И интересно е, и тој се припрема како инфуз, не сме да се вари, затоа што во него има и слузни материи. Тој помага и при сува кашлица. Дури со подбелот можеме да искомбинираме и некои други лековити растенија. Да речеме цветот бозел, па цветот невен, Бозелот често го споменувате. Да, тегавец. Лековит. Значи тегавец, босилок, риген може да ставиме, мајчина душица. Тоа се се лековити растенија, посебно тегавецот е многу интересен, кој го има во секој двор и во секоја градина, кој може да направите една одлична микстура, комбинација за лекување на белодробни заболувања. Значи, што ќе се случи кај пациентите со астма? Прво нема да добија гушење. Ќе може да земаат воздух со полни бели дробови. Честотата на напади ќе биде поретка и нема да биде со тој интензитет. Ќе им се подобри квалитетот на живење. Затоа што, кога вие ќе видите на астматичар, кога добие напад, а нападот е грш на белите дробови и не може да диша, фали кислород, тогаш ќе сватите колку е проблематична таа болест. И затоа државата, кај хроничните белодробни заболувања, меѓу кои бронхијалната астма, секој пат има одредени програми, дали се превентивни, каде се вложуваат максимални напори на здравствените работници и на самите пациенти, како да им се подобри животот на тие пациенти, да живеат со болеста и да живеат квалитетно како и другите деца и другите возрастни. И затоа, од оваа емисија верувам дека ако го запамтат само подбелот, листот и цвет за бронхијална астма ќе бидат задоволни. Затоа што традиционално над 2000 години, на 20 века ова растение се користи против бронхијална астма. Дури и самото име Tussilago покажува дека тусис е кашлица. Значи, траен белек во името оставено тоа растение, дека се користи против кашлица. Тогаш не знаеле што е бронхијална астма. Tussilago farvara. Значи, тусис е кашлица. Tussilago во името на подбелот покажува дека се користи за градни болести, за кашлица, а ние велиме дека се користи, значи многу ефикасно средство е и за лекување на бронхијална астма. Вие споменавте циркулацијата. Има ли природни лекови за лекување на циркулацијата? Па, за подобрување на циркулацијата? Знаете, со старењето, крвните садови често пати стануваат нееластични, стануваат склеротични. Потоа голем број на материи во телото кои се штетни почнуваат да се таложат. Тоа се мастите, триглицериди, холестеролот и луѓето страдаат од циркулација. Но многу заболувања може да бидат причина за пореметена циркулација. Да речеме, шеќерната болест е една причина. Значи, вие кај пациенти со шеќерна болест, шеќерот е тивок убиец. Да. Тој ги оштетува крвните садови. Епидемија како што е на рекувација. Така е. И да речеме, долгогодишно несоодветно третирање и лекување може да направи големи проблеми на циркулацијата. Ние имаме навистина ефикасни лекови за лекување и подобрување на циркулацијата. Да речеме, последно времено растение гинго билоба. Значи, гинго билоба е растение... Да, имаме морил, билобил и така натаму. Имаме и готови лекови ние за користење кај пациенти кои имаат пореметена циркулација и некои са природни лекови. Пентоксифилинот. Па тој е дериват на теофилин, а теофилинот е алкалоид кој се добива од чајот. Го има и во кафето. Пентоксифилин се добива од кафето. И тоа, да речеме, е лек кој постои. Таблети имаме 400 мг. Или да речеме лекот дузодрил, па лекот цинеризин. Значи, компламиретарт, значи такви лекови постојат, редергини, така натаму. Тоа се природни лекови со строго дефинирани дози, ги имате во форма на таблети, дали се капсули, инекции, се наоѓаат во аптеките. Но, гинго билоба е растение кој сега, тоа е праисториско растение, донесено од Кина, се култивира и кај нас. Посајате во дворот гинго билоба. Од листот може да се направите чајно и тинктура. Како се прави тинктурата? И ќе кажам како делува на циркулацијата. Значи, ќе земете 50 грама и сушени ситните листови од гинго билоба. Ќе ги ставите во тегла. Ќе ставите на 50, значи, грама
list se stava 250 grama rakije. Neka biде со концентрација од 40 до 50%. Подобро е да се стави разбржан алкохол, спирт, вини, дилути. Тоа е 70% алкохол. И треба да кисне 10 дена на темно место. Секој ден промешувајте по неколку пати. 11-тиот ден процедете. Лекот е стабилен 2 години. Ќе зимате 3 пати по 20 капки на ден за подобрување на мозочна циркулација, се подобрува меморијата, памтењето, метаболизмот во мозокот, се подобрува микроциркулацијата во мозочните клетки, во капиларите, и кислородот доаѓа до секоја клетка во мозокот. Со тоа што капките навечер нема да ги зимате после 5 часот, бидејќи нема да заспите заради зголемиот метаболизам. Нели кафе не се зима пред спиење. Исто така може да кажам дека микроциркулацијата во малите крвни садови, дури во ушите, ако ви зујат ушите помага, бидејќи ја подобрува циркулацијата. Раце, екстремитети, кај шекераши и сите они лица кои имаат проблеми со циркулацијата, навистина помага. И затоа реков гинго билоба е едно растение од тие. Рузмаринот е фантастично растение кој подобрува циркулацијата. Ајдучката трева, Ахилеа милефолиум, која толку многу има на Плачковици и на Соговските планини, што да ви кажам. Од ловиштето на Соговските планини, кога тренете према Пониква, од двете страни, летно време, колку сакате ајдучка трева. Само за 5 минути ќе наберете доволно да ја пиете цела година. Лавандулата е добра за циркулацијата, маточината. Значи, сите овие лековити растенија ги шират крвните садови, се подобрува циркулацијата, се подобрува достојувањето на кислород или оксигенацијата на тие ткива. На крајот имате подобра исхрана на целото тело и ефектот е навистина фантастичен. Така да природата создала квалитетни лекови. Да повторам, лекот пентоксифилин, кој го пиеме, да знаете дека се добива од чајот. Да. Значи, се добива од теофилинот. И затоа се вика пентоксифилин, теофилин, нели? Како и аминофилинот што се добива, да речеме, од чајот. Значи, гледате дека природата е ствар универзална. Не имаме болести. Има и лекови. Е сега, успешноста на една нација е во тоа, дали тие лекови ќе знаат да се ги искористи? Да. И колку од тие лекови ќе пропаднат во планините и во нашите ливади. Да. Ако земеме во предвид дека во Германија 70% од населението користи хербални лекови. Тие имат 5000 хербални лекови. А во Македонија се регистрирани во моје време само 200. А чаеви тие купуваат од кај нас и тамо ги преработуваат. Да. И ни продаваат шишенца, скапи препарати. И затоа здравственото воспитување на населението да ги користи хербалните лекови како помошна превентивна терапија е потреба. Да си наберат чаеви и секој семејство да има добра здравствена култура. Тие се најевтини лекови, немаат несакани реакции и се првата помош која дома ќе ви се најде. Инаку, тврдам дека секој пациент, кога прашање здравјето, треба мора да има пред се добра автоконтрола, самоконтрола и да биде многу воспитан, да ги слуша советите на лекарите и фармацевтите. Со фитотерапијата само ќе помогнеме. И верувам дека токму оваа емисија на луѓето ќе им отвори нови видици за значењето на фитотерапијата, затоа што постои наука која се вика фармакогнозија, која ги проучува лековитите растенија и каде сега тие се проучуваат на факултетите, дури на медицинскиот факултет, и да не забораваме дека се повеќе и повеќе времето доаѓа на онаа наша добра, проверена, традиционална медицина, стара 2600 години наназад. Да. Вие неодамна одржавте трибина тука, односно германски експерти. Во Штип има трибина во кој предаваше токму германски експерти, така ли, за природните лекови против рак. Интересно е дека нели ракот знаеме дека нема лек, но сепак трибината беше наменета токму за односно на таа. Значи карциномот е болест која во последно време расте. Да. Интересно е се поместува и старостна граница. И најмали деца заболуваат од карцином. Значи ние сме бомбардирани од илјадици хемиски соединенија, од различни зрачења, стресни состојби, од неквалитетна храна често пати, и тоа може да некој начин даде иницијална каписла да почне некој процес во телото. Често пати телото само се справува, почне па се одбрани од карциномот. Да. Постојат навистина многу цитостатици, имаме над 100 цитостатици, тоа се лекови за лекување на рак, меѓу кои има многу успешни. Некои форми на рак веќе се лекуваат. Но имаме еден проблем со цитостатската терапија. Проблемот е во тоа што ние се уште немаме селективна цитостатска терапија. Што тоа значи? Кој ќе го даете лекот за рак, тој да дојде во ткивото каде е ракот, го уништи ракот, а околните ткива не ги дирне. Треба да остане здрави. Такво нешто нема. Кога дојде лекот во крвотекот, цитостатикот, тој доаѓа во местото каде е карциномот, но истовремено доаѓа во сите други клетки. Значи ги уништува и здравите клетки. Да, во бели дробови, срце, бубрез, имунолошки систем, крвотворни органи, имунитет. Најнапред ќе почне да паѓа костата.
Тоа е еден индикатор дека лекот не е лажен, дека делува. Така. Потоа ќе почне да ви паѓаат белите крвни зрнца, се оштетуваат, црвените крвни клетки, тие се наосетливи. Значи паѓа имунитетот. Па се оштетува, да речеме, одредени органи, мозок, бубрези и така натаму, и често пати кај тие пациенти можеби цитостатска терапија иницира образување на некој процес. Ние сме имале случаи пациенти кои не примале цитостатска терапија живеат подолго од оние кои примале. Значи неселективноста на цитостатикот е проблем. Значи идеално би било да тој лек дојде во клетката на ракот и уништи, а ги остави здравите клетки, нели, потребни и да функционира. Тоа го нема. Тоа не е можно. Да. Второ, цитостатската терапија има еден проблем со текот на времето, станува резистентна, не делува. А имаме навистина многу цитостатици од лековите билки. Прво ќе кажеме, на билки има винка минор и винка розеа. Два лека, винкристин и винбластин се добиваат од тоа растение. А тоа е украсто растение во нашите градини. Потоа од мразовецот, значи тоа е качунка, есенска качунка, се добива колхицин и колкамин кои се цитостатици. Лекот паклицактел и таксотере се добиваат од таксус баката, лековите билка. И да кажам дека темата на разговорот кај на стребината беше колку имелата, како лековите растенија, како паразит, може да се користи за лекове на рак. Искуствата во Германија, кои се стари повеќе од 100 години, покажуваат дека имелата има цитотоксично дејство. Значи, делува на клетките на рак, но делува на имунолошкиот систем. И они направиле добри лекови во ампуларна форма. И направиле 3 лека. И тоа, имелата како паразит расте на бор, но расте и на иглолистни и на листопадни дрвја. Имелата која расте како паразит на јаболката, значи Malus domestica, они го велат лекот Хеликсор М. Почнуваат со него во лекувањето, како поблага форма. Па потоа имат Хеликсор А. Тој се добива од елка, Абиес алба, таму доаѓа Хеликсор А името. И третиот лек е од имела која расте на црн бор и на бел бор, тоа е практично Pinus silvestris или Pinus nigra. И тој се вика Хеликсор, па тој е најсилен и најјак. Кај нас во Македонија се бере имелата од црн бор. И тоа зимно време. Во Франција и Германија се бере од сите растенија и тоа најчесто во месец август-септември. Се започнува со третманот и дозирањето и докажано е дека имелата навистина може да биде одлична адјувантна терапија која може со цитостатиците, со зрачењето, дури и сама индивидуално да помогне при ракот. Имаат неверојатни искуства. А ние имела имаме многу. Отидете околу Беровска езеро во Малешевијата, сите борови се заразени практично со имела како паразит. Иначе тоа е многу интересно растение, со кожисти листови, убави жолти цветови, бобинки бели, потоа стануваат кафеаво црни. Растението е отровно, тоа е многу битно, значи мора да се користи лекот, треба да се внимава во дозирањето. Да кажам дека од имелата може да се направат и во домашни услови лекови, и не само за рак, туку и за покачен крвен притисок, значи таа го намалува притисокот, ги шири крвните садови. Има алкалоиди, значи висцин и вискотоксин, кои ги шират крвните садови. Таа е добра и за меморија, има јод. Две плодови, значи две зрнца од плодовите на имела е дозата 3 пати дневно. Од неа може да направите и чај, да направите тинктура. Се заради отровноста на растението. Ти кажам сега, значи тинктура, мед, вино и тоа дома во домашни услови. Но јас препорачувам од имела се користат готови фабрички лекови. Пред да се почне со третман, совети на лекари и на фармацевти, да се биде предпазлив. Да не се прави во домашни услови. Така е. Токму поради отровноста. Прво ќе падне притисокот, потоа билката отровна. И не сме да има експерименти. Инаку нашиот народ во зимскиот период имелата ја користи како храна за добитокот, а интересно е дека имелата делува преку хипоталамус и хипофиза и зголемува млечноста кај животните. Значи овците даваат повеќе млеко ако се хранат со имела. Кравите ако се хранат со имела даваат повеќе млеко. Но отровноста на растението? Па не, они го метаболираат. Во црниот дроб тоа разградуваат. Значи не се елиминира преку млекото, значи тоа е многу важно. Иначе животните имаат често пати многу добар разработен систем. Кај нив црниот дроб функционира на подруг начин. Ако нешто за луѓето е отровно, често пати за животите тоа не е отровно. Значи кај нив се створило генетски предиспозиции да тие го тоа метаболираат. И затоа често пати во сеното кога се коси има секакви билки, знаете. Животите го јадат, али кај нив се створила една природна отпорност и се створила такви метаболни функции во телото да тие ги метаболираат отровите. Се на се, трибината за имелата беше навичена одличен настан со кој на луѓето им се покажа колку природата е мокна и силна. И им се покажа колку лекот е блиску до нив. Тие гледат имелата, не знаат што е, гледат на борот растение подруго, а всушност во неја се кријат над 2000 компоненти хемиски. 2000 компоненти има во имелата. Затоа германци се добри. Ние имаме имелата, не имаме лек. А тие направиле лек од имелата. Ние имаме врба,
сме ја користеле кората од врба против маларија во Кочанско. Нели, каде е водата, таму е и комарецот. Таму е и маларијата. Нашиот народ против маларија користел кора од врба, така? Германците во 80-те години на 19 век изолираа салициламид од кората од врба и потоа го направија аспиринот. 1889 го направија аспиринот. До денеска аспиринот. Значи, 125 години е суверен како лек против температура, главобол, реума, како антитромботик. И печелат големи пари. Тоа што го реков на почетокот. Сите ни имаме заслуги за откривањето на лековитите својства на растенијата. Но успешни нации се оние кои тоа го материализирале и го комерциализирале и направиле готови лекови. Ние имаме и мела, германците имат хеликсор. Ние имаме врба кора, така ли? У изобилие, еве Кочанско земете колку сакат има врби, а германците направиле аспирин. Тоа е разликата меѓу Германија и Македонија. Ние сме користеле, а тие откриле. Тоа е. Го споменавте високиот крвен притисок. Има многу луѓе кои страдаат од висок крвен притисок, освен и милата, нели, која не знам дали може да користат во домашни услови, односно кажавте дека може од аптеките да се зема, не во домашни услови. Кои други растенија ќе препорачате за намалување на крвниот притисок, кои луѓето може да си ги направат дома и да си ги наберат на Осоговските планини? Денеска смртноста кај луѓето најчесто на прво место е последица на заболување на срцето и крвните садови. Инфаркти, ангина пекторис, аритмии, така е. Тоа е циркулацијата веќе. И многу е битно да кажеме дека крвниот притисок представува голем проблем. Треба да се лекува на време. Прво, диететско-хигиенскиот режим е многу битен. Значи, смалена исхрана со маснотии, потоа смалено унесување на сол, помалку кофеински напитоци. Значи, Кока-кола, Пепси-кола, да речеме, треба да се минува кафе. Отимат кофеин во себе. Тие може да се напијат Кока-кола, не да биде многу, така ли? Понатаму, пушењето да биде тргнато на страна и алкохолот. И физичката активност е многу битна. Зголемена физичка активност, пешачење, движење да се намали телесната маса. Ако тоа го направиме, имаме добар и здрав начин на живење, ние сме направиле голема работа. Тоа е првиот момент. Во природата има многу лекови за намалување на крвниот притисок. Лукот го намалува крвниот притисок. Ali на кој начин? Лукот зголемува еластичноста на крвните садови, но ги разбива мастите. Лукот ги чисти крвните садови и зголемува нивната еластичност и тие се шират и затоа паѓа притисокот. Глогот представува фантастичен лек. Глогот е трн. Трн кој го има покрај патишта, меѓи цела Македонија во изобилие. Постојат неколку врсти на глог. Има оне со големи плодови, нели? Потоа има со мали плодови. Со мали плодови се вика Картегус оксија, канта, со големи моногина. Големите плодови е послаб фармаколошки. Значи глого има неколку добри особини. И цветовите, и листот, и плодовите делуваат против покачен крвен притисок, против артериосклероза, ги чистат мастите и намалуваат, значи хиполипемике, делува како антиаритмик, делува против срцева слабост и против ангина пекторис. Извореден природен лек. Но кај глогот мора да сме предпазливи и тој има силно дејство. Значи, кај него треба да пазиме во делот на дозирањата. Од глогот може да направат чај. Значи, да речеме, на чаша вода се става една кафена лажица цвет со лист, треба да кисне врела вода, рековме, треба да кисне 15 до 30 минути, се зема, сабали вечер по една чаша. По 100 мл, просто по пола чаша. По пола чаша. Половината. Така е. И се пие 5 дена во неделата. Од понеделник до петок. Да. Сабота и недела се прави пауза. Зошто? Затоа што глогот се кумулира во телото, задржува. И со текот на, ако се постојано прима, не се прави пауза, лековитите материи, хетерозидите се зголемуваат и може да предизвика брадикардија, успорување на срцева работа. Значи, тоа му е мана. Тие што не може да примат чаеви, добро се направат тинктура. 100 грама глог, 500 грама ракија. Во тегла, 10 дена кисне, на темно место, секој ден се меша неколку пати, 11 ден добро да се исцеди, преку газа. Имате лек стабилен 2 години. Е битен сега воведот во терапијата. Првата недела се зима 3 пати по 5 капки. Втората 3 пати по 10. Третата недела 3 пати по 15 капки. Вообичаено таа доза е одлична за многу пациенти. Кај некои пациенти се стигнува до 3 пати до 30 капки. Исто така се пие од понеделник до петок, сабот и недела пауза. Од кој ќе постигнете доза, да речеме 3 пати по 15 капки, продолжувате со таа доза, не се враќате на 3 пати по 5 капки. Значи мора постепено да го введете во терапија, бидејќи може нагло да го симне притисокот. И може да се прима долго време. Имаме пациенти кои користат глог и веќе не користат други лекови против притисок. Да. На пациенти им препорачувам лековите за притисок што ги пијат да си проложат,
а постепено да го воведат глогот, со текот на времето дозите на другите лекови ќе се намалат. Доказ дека глогот е навистина добар лек за притисок и за сите други 6 индикации што ги реков, е неговото значење што го има во Германија, Швајцарија, Франција. Во Германија има 80 лека од глог. А глогот е трн. Еве доказ дека трнот може да биде добар лек. И тоа, во рана пролет, тоа е некаде мај, јуни, се берат цветовите заедно со ливчињата и во есен, октомври, ноември, сега уште има глог, берете го плодот и сушете ги под сенка на проветрени места. Имајте доволни количини. Јас сум убеден дека пациенти кои имаат проблеми со циркулацијата, со склерозата, покачени масти, кои имаат покачен крвен притисок и срцеви проблеми, ги се чувствуваат многу добро. Но пораката е, внимавајте на дозата. И воведувањето нека биде постепено. Всушност, мојата порака е, лекарот нека ви биде десна рака, фармацевтот нека ви биде левата рака. Заеднички, тројцата, лекарот, фармацевтот и аптекарот треба да бидат одличен синџир, алка во системот на лекување. Убеден сум дека ефекти ќе бидат фантастични. Го споменавте диабетот, а често може да се забележи и кај децата кои неретко преминуваат и на инсулин. Што тука може да препорачате и секако дека инсулинот треба да се користи? Ние имаме среќа во Македонија да имаме квалитетни инсулини. Да. Значи, сега со промената на инсулинот ќе влијае или нешто врз? Сега ќе ви кажам некои работи, значи ние имаме регистрирани инсулини од 3 врвни светски компании. Тоа е Novo Nordisk од Данска, тоа е Lilly од Америка и Sanofi од Франција. Тие го држат светскиот пазар на инсулин. Инсулинот не е заменлив. Ако пациентот дојде до инсулин, мора да си го користи. И тука нема дилеми. Со тој инсулин, ако се погоди титарот и дозата, пациентите може живеат долго, 100 години без да имаат проблеми. Порано користевме нечисти инсулини од животинско потекло. Свински, говедски, па имаат и проинсулини, па има и глукагон, и цревен пептид, и често пати имаше многу несакани реакции. Пациентите им се регулира шеќерот, али на крај се појава слепило. Ме разбирате ли, оштетени бубрези завршуваат на диализа. Сега, чим почнат со инсулин, продолжуваат. 4% од светското население во просек статистички има диабет. Од кои 4 премедене, бројот кои се едиња на инсулин, а 4 се оние кои се така латентни прикриени. И всушност, ненавременото откривање на шеќерната болест, несоодветното лекување и недисциплината на пациентот во делот на диета се причина за компликациите. Так. Диабетот дава големи компликации. Значи, оштетувањето на крвните садови, често пати на срцето, на мозокот удари и така натаму, гангрени, нели, оштетени бубрези, очи, слепило, така е. Инаку има лековити растенија кои помагаат кај пациенти кои не се зависни од инсулин. Па кои се тие лековите растенија кои го намалуват шеќерот? Мешунките од граф. Ние велиме во мршевијата бобовињето. Нели, бобовиње. Значи, кога се извади гравот, значи мешунките, тоа што остане, во нив има материи деривати на сулфанилуреа, и ако се пие тој чај, паѓа шеќерот како да приемете лек диабинезе, глибедал, метформин, силумин ретард, или буформин, глуформин. Интересно е. Значи, народот докажал. Науката потврди дека помагаат. Потом мора да кажам дека црвениот кантерион, црвениот кој многу горче го намалува шеќерот, делува на метаболизмот на панкреасот, на кој начин делува, значи лачи поголеми количини инсулин панкреасот, потоа го ослободува врзаниот инсулин во крвта и трето, овозможува полесен влез на гликозата во крвта и нејзино согорување. Подавичето е исто добар природен лек, интересно, мало ситно растение, али чуден стомахик, делови на шеќерна болест. Листот од црна рибизла е фантастичен лек. Го намалува шеќерот. Листот од боровница исто така го намалува шеќерот, но помага и при очите. Затоа што практично има на материја миртилин во боровницата, а знаете дека и на Соговските планини има лешевијата има многу боровница, и во плодовите и во листот на боровницата на материја која го подобрува и видот. Така дека и шеќераште каде настанува оштетување на видот, тоа растение ја подобрува таа циркулација. И од другите растенија мислам дека скорушата е исто битен, или скоруша. И уште едно растение е ждралка, ќе кажам. Не сме ги споменувале овие последните две, многу често во емисија. Да, иначе галега официналис. Да, сите овие растенија. Ждралката има кочанско колупатот. Посебно ризовите полиња каде се, по влажните места расте ждралка и расте до пола метар. Интересно растение, хербата наземниот дел го намалува шеќерот. Значи докажано е дека уште алкохолен екстракт од ова растение делува на диабетот. Во Русија има лекови од ждралка. Црвениот кантерион, цар за стомашни заболувања.
Подабичето исто така. А сега, кога ќе... и листот од црна црница ќе го заборавев. Значи, лист од црница, лист од скоруша, од црна рибизла, од боровница и мешунките од граф, заедно со она што го реков, нели, црвениот кантерион и подабичето представат растенија кои можат поединечно или во комбинации да делуваат и да се намали шеќерот. Сепак, те порачам на нашите драги гледачи, што вечерва не следат на Канал 8, дека шеќерната болест бара многу дисциплина. Бара пациентот да се придржува на диететско-хигиенскиот режим. Так. Бара да се прима терапијата редовно. И ако тоа го направите и да зависите од инсулин, ќе живеете 100 години без да имате било какви последици. Науката навистина многу помогна во откривањето на квалитетни лекови за третман и лекување на шеќерната болест, која порано беше страшен проблем. Така да денеска и со шеќерна болест луѓето живеат нормално и доживеат длабока старост без да имаат било какви последици, токму благодарение на природните лекови, но и на фармакологијата која го откри некаде тамо 1922 година инсулинот. Многу убави совети дадовте во оваа емисија. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи, да можеме нели да направиме една ваква едукативна емисија. Верувам дека ова треба да се запише и да остане врежано во кај граѓаните, за да можат да се употребуваат во зависност од тоа за која болест им треба. Веќе следниот понеделник повторно ќе ни бидете гостин, ќе зборуваме за доста интересни теми. Тука ќе го споменам стресот, кој е од исклучително значење да се спомени и да се зборува за него, затоа што претпоставувам дека нема човек кој не е под стрес во ова време. Ќе ви се заблагодарам, па се гледаме повторно следниот понеделник. Благодарам вас што можев да бидам дел од вашата телевизија и да се доближиме во домовите на граѓаните. Благодарам. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравје од природата со примариус магистер Илчо Захариев, инаку актуелен градоначалник на општина Штипи и кажав поранешен директор на Бирото за лекови, инаку добар познавач на билките со кои изобилува Кочанскиот крај. Проговоривме за доста болести, верувам дека запишавте се она што тој го препорачува. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.